Почитувани, владата одново не уверува дека со СДС и ДУИ на власт, луксузот на функционерите на државен трошок нема да запре. Во најголемата криза, кога една потрошувачка кошничка не може да се покрие со 2 минимални плати и кога половина милион наши сограѓани живеат со под 150 денари на ден, владата на Ковачевски преку Созара троши пари на скапи и луксузни пијалоци и јадења. Во наредниве неколку дена ќе објавуваме документи како власта се луксузира на сметка на народот. И кога нема пари за болните од цистична фиброза, кога нема за инсулин или за друг вид терапија, треба да се сетиме дека Ковачевски преку Созара купува скапи луксузни пијалоци за 2.950.000 денари. Ова е договорот, почитувани, кој што е склучен на 24.4.2023 година помеѓу Созара и 3 економски оператори. Овој договор е рамковна спогодба со која на договорниот орган му се дозволува да повлекува производи од палетата, која е понудена во текот на целиот договорен период. Договорот е склучен со 3 економски оператори, со тоа што му се дава можност на Созара, ако еден економски оператор не може да ја изврши нарачката, институцијата истиот пијалок да го нарача од друг економски оператор, по цените кои што се понудени од секој поединечно. Кога ќе ги погледнеме цените по кои владата на Ковачевски преку Созара ќе нарачува, може јасно да заклучиме зошто владата нема пари за народот. Почитувани, функционерите од СДСМ и ДУИ ќе имаат можност да пијат високо квалитетно вино, означено како барик вино со контролирано потекло во пакување од 0,75 литри по цена од 2.293 денари. Додека народот преживува со 150 денари на ден, Ковачевски и неговите министри и директори ќе имаат можност да пијат виски од 1 литар со минимум 42% алкохол, кое чини 2.730 денари. А кога ќе сакаат да пијат нешто поскапо, ќе пијат бурбон виски во шише од 1 литар и со минимум 42% алкохол, кое чини 3.413 денари. Додека пак болните од дијабет чекаат инсулин, функционерите од власта ќе се засладуваат со крем ликер набавен за 2.034 денари. Кога народот ќе купува поевтини тестенини, министрите и директорите на Ковачевски ќе наздравуваат со пенливо, полусладко бело вино од 1.331 денар. Додека студентите ги чекаат парите за студентски оброк и се борат за денар повеќе, луѓето околу Ковачевски ќе може да пијат коњак кој ќе чини и до 3.413 денари. Овие пијалоци, во кои ќе уживаат функционерите од власта, половина милион луѓе во Македонија можеби воопшто нема да можат никогаш да ги пробаат. Почитувани, вака изгледа луксузот на власта на сметка на сиромашниот народ. Ова мора да има крај. Ви благодарам. Дозволете ми да прочитам и прашање кое што пристигна до прес-центарот на ВМРО-ДПМН и за истото да дадам одговор. Државната комисија за спречување корупција има донесено одлука дека постои партиско влијание за вработување на кандидатите за градоначалници од редовете на СДСМ во МВР и влијание од пратеникот Мартин Костовски за вработувањето на неговата сопруга во Министерството за надворешни работи. Ваш коментар. Ова за жал е уште еден доказ кои се принципите на владење на власта на СДС и ДУИ. Непотизам, лични интереси, партиски вработување и криминал. Скандалозно е тоа што вработувањата во Министерството за внатрешни работи се без јавен оглас и јасно се гледа интенцијата СДСМ да ги згрижи своите кандидати кои што изгубија практично на последните локални избори. Исто така, онаа прекршочна казна која што ја добил пратеникот Мартин Костовски, сметаме дека е сосема недоволна. Потребен е комплетен рестарт на системот. Оваа власт да замине што поскоро и да започне негување на вистински вредности согласно мерит системот, а партизацијата на институциите со СДСМ на власт мора да биде минато. Ви благодарам.